Почтувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Продолжува загадувањето на водата во реките во Кочанско. Ново испуштање на отпадни материи претпладнето е регистрирано во Оризарска река, што и понатаму негативно влијае врз живиот свет во неа. Земјоделците од Кочанско пријавија ново загадување на масалница, односно Оризарска река, во близина на местноста Слатина. Отпадна вода со изразито бела боја истекува од цевка што завршува во речното корито, а на самото место се чувствува силна смрдеа од распаѓање на остатоците што се влеваат во реката. Собствениците на оризни ниви во околината на ова место се пожалиле за загадувањето во водостопанската подружница. Рекле дека не сакаат да ги полнат со вода што е загадена, па надлежните од подружницата излегоа на терен за да направат увид. Сабајле приметивме дека има истата бела вода што имаше претходно и по трагот на истата кренавме по реката и еве дојдовме до поранешниот колектор кој излегува од целулозата, фабриката за хартија. Очигледно е дека станува збор за вода различна од она што ние испуштаме од акумулацијата Калиманци, и меѓутоа за составот на истата не можеме да дискутираме, тоа сепак треба да го кажат надлежните служби, ако имат веќе земано мостра. Само неколку метри погоре од цевката од која истекуваат отпадните материи, постојат два привремени зафати на Оризарска река, со чија помош водата се пренасочува за полнење на оризовите ниви. На тој начин избегнато е загадувањето на овие земјоделски површини, но сепак по течението на реката во правец кон Градовци има и други прегради што зафаќаат од водата за наводнување, во која се измешани и отпадните материи. Водостојот на реката сега е повисок, откако пред 2 дена во функција беше ставен и десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Може би го користат и тој момент дека има поголема количина на вода и да ја пуштат нивната за да се малце да не се примете, меѓутоа повторно се приметува. Инаку оваа количина е пуштена од брана Калиманци, веќе е уклучен значи хидросистемот во наводнување на оризовите површини. До сега јас немам повратна информација дали е нешто постигнато, дали е некој опоменат и дали е дојдено воопшто до резултат за какво загадување станува збор или за содржината на течноста што е испуштена во, па не само во река Оризарска, значи станува збор и за имавме во река Осојница и за во река Кочанска. Стефанов додаде дека дел од земјоделците се пожалиле од и поморот на рибите и жабите во реката не е запрем, поради што најверојатно таа ќе остане без жив свет се додека трае загадувањето. Инаку случаите на загадување на речните води зачестија во втората половина на април, а продолжуваат и на почетокот на овој месец. Иако е вклучен црвениот аларм за исправноста на водата од која се наводнуваат оризовите ниви, сепак испуштањето на отпадни материи останува како закана, што ќе почека на изградба на колекторскиот систем, што Кочани треба да го добие со финансиска поддршка од швајцарската влада. Се интензивира градбата на детската градинка во Зрновци. Според градоначалникот Блаже Станков, се очекува истата да биде готова до крајот на јули. Градежна механизација на компанијата Актива од Штип засилено работи на изградбата на детската градинка во Зрновци. Градинката ќе се простира на површина од 420 метри квадратни и ќе располага со капацитет од 80 деца во јасли и градинка. Градинката е повеќе од посакувана за населението во општината, бидејќи во овој момент над 30 деца од Зрновци посетуваат градинка во Кочани. Вредноста на истата изнесува 230.000 евра, кои се обезбедени од ИПА програмата преку Фондот за развој на руралните средини и Министерството за финансии и општина Зрновци. Целата опрема е веќе набавена, така да очекувам дека до крајот на месец мај целосно ќе биде опремена, а ќе започнеме исто така и со постапката за пуштање во употреба и веројатно тоа ќе се случува некаде во месец јули. Меѓутоа, со оглед на тоа што мандатите на градоначалниците престануваат на 15 мај, јас навистина би кажал во овој момент дека постои една неизвестност што ќе се случи, меѓутоа доколку бидат продолжени мандатите и да не постои пречка, објективна пречка за отварање на детската градинка, јас очекувам дека навистина во текот на летото веќе ќе почнеме и со обавување на дејности. Исто така би кажал дека се работи интензивно и на изградбата на мостот на реката Брегалница. Јас овде ќе го повторам уште еднаш, значи рокот на завршување на работите, тоа е 20 јули.
Според Станков, градинката се очекува да биде готова до крајот на јули. Паралелно со овие активности се оградува кругот околу градинката и се уредуваат зелените површини. Општина Зрновци започна со реализација на втората фаза за регулација и уредување на коритото на Зрновска река. Проект кој општината го реализира со финансиска подршка од ИПА програмата. Согласно општинската програма за регулација и уредување на Зрновска река како испречување од излевање на реката, општина Зрновци започна со изградбата на втората фаза за регулација и уредување на коритото на Зрновска река, проект кој што општината го реализира со финансиска подршка од ИПА програмата. Градежните активности на уредувањето и регулацијата на реката Зрновка втора фаза се одвиваат според утврдениот динамички план, така да што очекувам дека до средината на следниот месец ќе бидат целосно завршени. Меѓутоа морам да кажам и дека навистина се работи во малку тежнати услови со оглед на тоа што водата, самата вода прави одредени проблеми, така да можно е и одредено закъснување. Меѓутоа сепак би рекол дека до крајот на месец јуни целосно ќе биде завршено уредувањето и регулација на реката Зрновска и со тоа значи ќе ги спречиме сите оние силни налити на вода кои што знаеат да прават проблеми покрај самата река, мислејќи тука на инфраструктурата и на патната, меѓутоа исто така и на комуналната инфраструктура. Со реализација на овој проект Зрновска река ќе се регулира во должина од 463 метри, со што ќе се придонесе во многу за заштитата на објектите во близина на речното корито. Средствата за изградба на речното корито се обезбедени од ИПА грантот за развој на руралните средини и се во висина од 10 милиони и 700 илјади денари. Државен надпревар на средните технички училишта од Македонија се одржа во Кучани, чиј домакин беше Кочанското средно училиште Гошо Викентиев. Учествуваа 140 ученици со околу 100 ментори и наставници од 22 училишта од Македонија, кои што се надпреваруваа во 13 профили во 3 струки. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани денеска се одржа 36-тиот државен надпревар на средните технички училишта од електротехничката, машинската и сообраќајната струка во Република Македонија. На надпреварот учествуваа 140 ученици со околу 100 ментори и наставници од 22 училишта од Република Македонија, кои што се надпреваруваа во 13 профили во трите струки: електротехничка, машинска и сообраќајна струка, и тоа во 9 профили во 4-годишното образование и во 4 профили во 3-годишното образование. Директорот на училиштето Гошо Викентиев зборуваше за развојот на установата за време на постоењето и основањето од далечната 1959 година. Училиште моментално со 860 ученика, со 100 вработени. Училиште кое се труди да ги прати најновите текови во техниката и технологијата во сите 3 струки. Значи, успеавме училиштето да набавиме дел од таа најнова CNC технологија во машинската струка, во електроструката, електроника, PLC и слични уреди и помагала. За еден месец очекуваме да формираме еден кабинет по роботика кој ќе ни биде донација од едно здружение од Кочани. Присутите ги поздрави председателот на Сдруженијето на технички училишта на Македонија Жарко Темелковски. Овие се 36-ти надпревари кои што ги организира Сдруженијето. Се надевам дека ќе поминат во духот на умешност, во дух на другарување, во дух на надпреварување меѓу најдобрите од Република Македонија. На сите ученици и професори им посакувам успех и нека победи најдобриот. На надпреварот беа представени и 22 труда, односно изработки на ученици со подршка од нивните ментори, кои побудија голем интерес кај присутните на државниот надпревар. Надпревар по сообраќај и детски семафор се одржа во основното училиште Никола Карев, на кој учествуваа ученици од основните училишта од Кочани и Чешиново Облешево. Најдобрите ученици ќе учествуваат на регионалниот надпревар, што на 10 мај ќе се одржи во Пробиштип. Најголем број поени освоја учениците од основното училиште Малина Попиванова.
Основното училиште Никола Карев беше домакин на традиционалниот надпревар детски семафор на кој учествуваа екипи од општините Кочани и Чешиново Облешево. Надпреварот е во организација на Министерството за образование во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Годинава учествуваа 6 екипи, поделени во две дисциплини: мала група ученици до 12 години и голема група ученици до 14 години. Малата група се состои од две девојчиња и две момчиња, а големата група се состои од едно девојче и едно момче. Значи, надпреварот се состои во решавање на тестови, практичен дел и во решавање, односно возење на велосипед на однапред припремен полигон. Новина оваа година е тоа што до минатата година учениците ги решаваа тестовите во печатена форма, а од оваа година веќе тие ќе ги решаваат во електронска форма. Победничката екипа ќе учествува на регионалниот надпревар што ќе се одржи на 10 мај во Пробишти, а тоа се учениците Борис Стоилков, Маја Василова, Павел Георгиевски, Дамјан Велков, Вероника Крстова и Ангела Василкова. Инаку прво место освои екипата на основното училиште Марина Попиванова со 483 поени. Второ место екипата на основното училиште Раде Кратовче со 445 поени. И трето место основното училиште Никола Карев со освоени 442 поени. Делегација на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани годинава престојуваше во Белград по повод одбележувањето на годишнината од смртта на нивниот патрон. Активноста е дел од програмата на кочанските титовисти, а трошоците за патувањето ги покрија од сопствениот буџет. 20 граѓани од Кочани, почитувачи на ликот и делото на поранешниот југословенски претседател Јосип Броз Тито и членови на граѓанското здружение што го носи неговото име, и годинава патуваа до Белград за да му оддадат почит на својот патрон. Со тоа го реализираа најавеното патување по повод традиционалното одбележување на 4 мај, денот на Титовата смрт. Според информациите од раководството на Сдруженијето, имало интерес од голем број граѓани, но сепак тие ќе патуваат во друга прилика. Заедно со членовите од делегациите од другите градови на некогашна Југославија, кочанските титовисти ја посетија куќата на Цвеќето, местото каде што се наоѓа гробот на нивниот патрон. Со букети и цвеќе во став мирно и со војнички поздрав, точно во 15 часот и 5 минути, кога пред 37 години беше објавена смртта, му одадоа почит на поранешниот маршал и претседател на заедничката држава. Престојот во Белград нашите представници ја искористиле и за да се запишат во спомен книгата, при што ги пренеле своите сеќавања и желбите никогаш да не згаснат сеќавањата на ликот и делото на некогашниот југословенски претседател. Според информациите од членовите на нашата делегација, тие оствариле повеќе контакти со нивни колеги од слични здруженија од градови од Србија, Хрватска и Словенија. Биле разгледани можности за меѓусебни посети и заедничко учество на кампови и свечености поврзани со настани и луѓе од југословенската историја. Трошоците за патувањето на кочанските титовисти во Белград се покриени од сопствениот буџет. Фолклорниот ансамбл Љупче Сантов од Оризари со богата програма на меѓународниот фолклорен фестивал традиционални ѓурѓовденски обичаи и песни Јора 2017. Со повеќе од 20 играорни групи, фолклорниот ансамбл Љупче Сантов од Оризари ќе го одбележи 4-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и Јора 2017. Учество на овогодишниот фестивал ќе земаат и фолклорни групи од странство. Фестивалот ќе се одржи од 5 до 7 мај во Домот на културата во Оризари. На фестивалот ќе учествуваат фолклорните ансамбли Љупче Сантов од Оризари, домакините, фолклорен ансамбл Кочани од Кочани, Мугри од Кочани, Културно-медичкото друштво Руен, Бучим од Радовиш, Ефрем Каранков од Кратово, Китка од Оровица Радовиш, Кирил и Методи од Иловица Босилево, Никола Јонков Вапцаров од Делчево, Бела Саја од Ранковце, Кут Медведжа од Трстеник, Република Србија. Програмата на фестивалот започнува со дефиле на учесниците на првиот ден од фестивалот по улиците на Оризари, а подоцна и свеченото отворање и фолклорен концерт во Домот на културата во Оризари. В сабота дефиле на учесниците од фестивалот по улиците во Оризари и во 14 часот традиционални ѓурѓовденски игри во река Маселница. Во 15 часот традиционални ѓурѓовденски обичаи, биење млеко, правење масло, традиционален ѓурѓовденски зелник, проследено со песни Јора во Домот на културата
компанијата. Во 17 часот во сабота на 6 мај дегустација на традиционални јадења. За фолклорен ансамбл Љупча Сандов очекувањата за оваа 2017 се дека ќе биде поуспешна со реализација на бројни турнеи, настапи и награди. Следуваат информациите од спортот. Основното училиште Свети Кирил и Методи беше домаќин на државниот натпревар во кошарка за девојчиња, што е дел од програмата на Федерацијата за училишен спорт. Покрај домашните кошаркарки на натпреварот учествуваа уште 3 екипи кои победија во своите региони. Основното училиште Свети Кирил и Методи ја оправда довербата што му ја даде Федерацијата за училишен спорт за да биде организатор на државниот натпревар во кошарка за девојчиња. На завршните средби што се одиграа во училишната спортска сала, учествуваа најдобрите екипи победници на меѓузонските натпревари што се одиграа претходно. Од Кочанското основно училиште рекоа дека подготовките за државниот натпревар поминале без проблеми, па на свеченото отворање се појавија 4 екипи финалисти. Поздравен говор за учесниците упатија од раководството на училиштето домакин, како и од Општинскиот сојуз за училишен спорт на Кочани. Сепак, уште на стартот, домашната екипа ја пропушти можноста да го освои првото место. Првиот надпревар веќе се одигра помеѓу екипите на Кочани и екипата од Битола. Нашето училиште, покрај добрата и фер борба, сепак не успеа да избори победа, но се надеваме дека во финалните надпревари ќе имаме шанса за подобро место. Очекуваме добра кошарка, добра атмосфера, ферплей игра и подршка од нашите ученици и сограѓани. На државниот надпревар покрај домашната екипа учествуваа и победничките училишта од меѓузонските надпревари од Битола, Пробиште и Пископје. Од основното училиште Свети Кирил и Методи рекоа дека организирањето на државниот надпревар во кошарка е голема чест за нив, а придонес за тоа има и женската училишна екипа, која беше најдобра на надпреварите во нашиот регион. Инаку, екипите на сите надпревари ги бодреше присутната публика, која им даваше подршка во борбата за освојување на еден од пехарите. Викендов ќе се игра редовното 27-мо коло од првенството во третата фудбалска лига Исток, во кое Осогово ќе гостува во Виница. Се работи за традиционално соседско дерби, во кое, иако гостите се борат за врвот, а домакините се на дното на табелата, може да се очекува добра и борбена игра од двете екипи. По паузата од 2 кола поради распоредот во пролетниот дел од сезоната, фудбалерите на Осогово викендов ги продолжуваат надпреварите во првенството на третата лига Исток. Во рамки на 27-то коло од првенството, тие ќе гостуваат на жешкиот терен во соседна Виница, каде се среќаваат со Слога 1934, што од секогаш била незгоден противник за Кочанскиот клуб. Соседското дерби вообичаено предизвикува голем интерес кај публиката, па така се очекува да биде и овој пат. Виничани имаат мотив повеќе за добра игра, поради фактот што по низата порази во минатото коло како гости на теренот во Струмица успеа да извлечат бод против Тиверија. Иако се последни на табелата, фудбалерите на Слога ја одржуваат бодовната разлика со екипите на Рудар и Работник, кои исто така се на дното на табелата. Фудбалерите на Осогово пак во двете изминати кола, иако паузираа, беа активни и одиграа 2 пријателски средби на кои победија. Поради тоа, подготвени влегуваат во дуелот со Виничани, ветувајќи добра игра и продолжување на серијата од 9 победи во низа во пролетниот дел од првенството. Со освоените 54 бода досега, жолто-сините можат мирно да го очекуваат надпреварот во Виница, иако директниот конкурент Каменица Саса минатиот викенд победи на гостувањето против Работник. Во моментот, разликата меѓу двете екипи останува 5 бода, што веројатно ќе бидат недостижни за каменичани да се најдат на третата позиција, особено што потоа тие ќе гостуваат на Никола Мантов.
Почитувани, толку во вестите на Канал 8. Екипата ви посакува пријатен викенд. Довидување.